Црвена линија, вие сте со мене, уште една нова работна недела и еве повторно ќе бидеме заедно и онака морам да признам времето надвор исклучително жешко, а имаме тема за која што верувам сакате многу да ни кажете ваш став. Така да то препорачувам да останете со мене и Црвена линија и веднаш да бидете подготвени да го завртите нашиот добро познат телефонски број. А тоа е 02-307-6677. Златно правило во Црвена линија е секако кога ќе го завртите телефонскиот број да не заборавите да го намалите тонот на ТВ приемникот, меѓу другото да зборувате преку слушалка и се разбира да кажете што е она што вие го сметате како ваше и како ваше размислување. А за што ќе зборуваме денес? Главната тема во Црвена линија во овој понеделник е тоа што во Тирана се одржува состанок на работни групи во рамки на иницијативата Отворен Балкан. Тема е заедничкото справување со недостатокот на храна и струја, како и ризиците од пожари во текот на летото. Сега Црвена линија ве прашува дали ова треба да биде патоказ за иднината на регионот. Веднаш имаме гледач, оно што е најважно дека ќе го вклучиме во овој момент и ќе отвориме Црвена линија со него. Добар ден! Ало, добар ден! Дали се слушаме добро? Да, се слушаме. Секој е добро, верувам дека сте подготвени, со вас ја отвараме оваа Црвена линија. Така, да, Отворен Балкан, дали треба да биде патоказ за иднината на овој регион? Така, да, значи јас би требало да биде патоказ, јас се надевам позитивно на тоа. Сметам дека и средбите и разговорите меѓу лидерите на Отворениот Балкан треба да продолжат. Не чека многу тешка зима, во смисла економски, енергетски. Поради тоа ресурсите и енергенците треба да се обезбедат навремено, да се обезбедат резерви за храна и за секој ресурс да не се најдеме во несакани ситуации во зима. Јас се радувам што постои оваа иницијатива, особено во вакви кризни ситуации како што се сегова со пожариве. Друга позитивна работа е добрососедските односи. Кои преку ова треба да продолжат и да се негуваат. Освен што се подпиша договорот за заедно признавање на дипломите, имаше најава дека нема да има потреба од посебни документи од заработни дозволи во рамки на земјите Отворен Балкан, што се само дел од бенефициите од оваа иницијатива. Така што заклучокот е, така да го кажам, е ова дека треба да се помагаме. Значи, треба да бидеме заедно. Ќе ви поставам уште едно прашање, со тоа нешто подоцна ќе откријам зошто ви го поставувам. Може ли Отворен Балкан да биде замена за Европската унија, да или не? Па видете, сметам дека не би можело да биде замена. Видете, ова сето е добро и на добар пат сме, меѓутоа сепак не би можело да се спореди со Европската унија. Тоа е мојот коментар. Одлично, благодарам што го кажавте вашиот став на оваа наша денешна тема. Црвена линија е отворена, почнете да го вртите телефонскиот број, а еве и зошто ја прашав нашата прва гледачка на прашањето може ли Отворен Балкан да биде замена за Европската унија. Ова е причината, всушност тоа е нашето ново денешно анкетно прашање. Сите инстаграмџи кои што не следат знаат дека во текот на овој ден може да гласаат со да и не, а оние, односно вие кои што не следите на Инстаграм, време е да го направите тоа. Меѓу другото ќе потсетам дека можете да не следите и на Facebook Црвена линија, како и на Твитер и меѓу другото, ако сте покомотни таму, коментирајте, споделувајте и лајкнувајте. Одиме со вториот гледач во Црвена линија. Добар ден. Да, добар ден. Се надевам дека добро се слушаме. Голем поздрав до вас. Како сте да прашаме? Добро, уживаме под ладовина дома со air condition. И со Црвена линија. И со Црвена линија, нормално Црвена линија ние нас преокупација, прво телевизијата Телма нас ни е сакана телевизија, не ни е отворена телевизија, да се разбериме. Може ли Отворен Балкан да биде замена за EU? Многу реално и ревностно, затоа што Западен Балкан на некој начин влегуваат и Србија, и Македонија, и Албанија, и Црна Гора, и Босна, и Косово, со тоа што ние во овој сега Отворен Балкан, што го викаме ние, е добар за нас пред да стапиме во Европската заедница.
Затоа што мораме ние да се движиме и со стока и со луѓе меѓу себе, каде што договорено е на едно место да се прави царин, на едно место да се влез и излез и така натаму, со тоа што се ослободува на некој начин тие по-големи задржување на самите царински терминали. И тоа денески се расправа исто така за речи го за енергетската криза и за храната, со тоа што Отворен Балкан многу добро ќе допринеси во тој поглед да се на некој начин комшиски помагаме и во храна и во енергија. Ви благодарам многу. И јас ви благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Секако тоа не е причина да не гледате, туку напротив, еве веќе слушнавме две видувања, две размислувања, па еве да видиме понатаму како ќе се развива Црвена линија, а тоа ќе го дознаеме и со вклучувањето на новиот гледач. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Ало, добар ден. Добар ден, ја верувам дека се слушаме. Дали сте добри? Да, ве слушам сега добро. Поздрав до вас и до емисијата. Голем поздрав. Вака, околу темата, па ја мислам дека Западен Балкан треба да е иднина, треба да е перспектива, особено за младите генерации. Односно иницијативата Отворен Балкан, конкретно до сега мислам дека донесе многу конкретна корист, опиплива корист, што можеме сите да ја видиме. Например, пред некое време изгласа признавање на дипломи во рамки на земите членки. Исто така, околу работните дозволи нагласија дека нема да има потреба од посебни документации и слично. Што може да биде многу добро, например, доколку и Црна Гора се прошири, односно стане членка, бидејќи имаше такви најави, тоа би било одлично, например, за младите да работат во туристичка сезона или слично. Потоа друга корист од Отворен Балкан е и тоа што имаме некој близок да ни помогне за било каква ситуација, особено сега вака во кризни моменти тоа се забележува дека нели кризи со енергетски, економски, со храна и слично, па и сега со пожариве. За разлика од минатото, каде што за жал бевме една изолирана држава која што немаше некоја поддршка и пријатели, сега мислам дека тоа не е така. Треба да продолжи да се негува добро. А еве според вас може ли Отворен Балкан да биде замена за Европската унија, да или не? Па Верувам дека слушнав да, но сепак гледачот се исклучи. Како и да е, благодарам што одвоивте време и се вклучивте во оваа денешна дискусија. Значи, за подсетување, оние кои што може би подоцна се вклучија и не гледаат, еве ќе повторам дека во моментот во Тирана се одржува состанок на работни групи и тоа во рамки на иницијативата Отворен Балкан. Тема на овие работни групи ќе биде заедничкото справување со недостатокот на храна и струја, како и ризиците од пожари во текот на ова лето. Црвена линија ве прашува дали ова треба да биде патока за иднината на нашиот регион. Добар ден. Добар ден. Ако може малку погласно. Добро дете катирате. Многу е виран сигнал. Немам сигнал на тел. Тоа е. Што е темата? Вака сега. Темата е дека во Тирана се одржува состанок на работни групи во рамки на иницијативата Отворен Балкан. Па и дали сметате дека ова може Отворен Балкан да биде еднината на регионот? А ја мислам може да биде. Да се махнем од Европската унија и да си створиме наша Европската унија, Малтска. Тоа ќе не е најпрво. А не да се Бугарија, обави, увихо читали, не знам. Али вака најдобро ќе биде. Најдобро. И тоа да фанат овие операторите. Да си средат телевизиите, бе. Зашто ги платаме? Зашто ги платаме? Грби на шак платја, Българска камица нема сигнал. Некако телевизија. Тоа е срамота. Јас сум да... Треба Македонија да се отсвети, јас да се отсвети. Пријатно. Пријатно и секако останете да не гледате до крајот на ова издание. А секако ќе подсетам, има кои што многу подобро и полесно се снаоѓаат кога станува збор за споделување и коментирање на социјалните мрежи.
Како за почеток, прво ќе ве потсетам дека можете да не заследите на профилот на Црвена линија Facebook, а секако нашите теми ги објавуваме и на профилот на телевизија Телма. Така да имаме поприлично многу коментари, вака изгледа нашата објава и се разбира дали ова треба да биде патокат за еднината на регионот, тоа што ве прашуваме, нели, во Црвена линија. Имаме коментари, еве сега ќе можете да ги погледнете и заедно со вас да ги откријам всушност кои какви ставови има по ова прашање. Интересно е што Томе Госевски, најверојатно пишувано е на српски јазик, вели по могуćност Албанија, Србија, Македонија, добро би било Црна Гора и Босна и ништо друго не ни треба. Значи, Томе навива за обединување и дури вклучување на Црна Гора и Босна. Да видиме што ќе каже новиот гледач во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Јас би ве замолила малку погласно да се слушнеме подобро. Да. Драго ни е дека се вклучувате и повелете. Јас ќе викам малце погласно. Ме слушате? Да, добро ве слушам сега, повелете. Да, добро. Значи, Отворен Балкан. Одлична иницијатива за слободна комуникација на луѓе и стока меѓу овие соседни држави. Особено во оваа ситуација кога знаеме дека постои енергетска, економска криза и да не ги редам сите натаму, значи ни престои тежок период и ова во секој случај ќе олесни состојбата, меѓутоа во никој случај тоа не значи замена за ЕУ. Ова е само со фудбалски жаргон да кажам предигра на главната утакмица. Значи ова е добро, ама ЕУ треба да се спроведе. Тогаш тек ќе можеме да бидеме, што се вика, на правото место во правиот момент и границите ќе бидат отворени за сите од нашава држава Македонија. Значи секој ќе може да иде кај сака и како сака и нема да ги има веќе тие проблеми до каде е Македонија и каква е Македонија. Ме разбирате? Така. Тоа ми беше идејата, зашто многу коментари има, ние сме северна, ограничена и така натаму, со влез во Европска Унија нема граници. Па што викаат србите, кут кој, мили мој. Благодарам. Благодарам. Мили мои, секако останете со Црвена линија. Еве веќе имаме поприличен број на вклучувања, па денес зборуваме токму за Отворен Балкан и факт е дека во Тирана во моментот ќе се одржува и состанок на работните групи. Интересно е дека трите земји, Албанија, Северна Македонија и се разбира Србија, ќе дискутираат на темата, односно ќе се прави план за тоа како да се справат овие три земји доколку се јави недостаток на храна, струја, а секако и како да се надминат и да се намалат ризиците од пожари во регионот. Како да обединете се во моментот, во Тирана имаме такви работни групи, а имаме и коментари кога станува збор за нашата објава. Ќе потсетам профилот на телевизија Телма, заследете го на Facebook. И еве, поприлично има доста коментари. Јас ќе започнам со оној на Ристо Ристовски, кој што вели: имајќи во вид дека членка на Европската Унија да станеме засега е мисловна именка, тогаш Отворен Балкан е некакво решение, барем во следните 10 години. Ако после ја има, се уште Европската Унија нека биде решение за Македонија, а до тогаш да се останеме на Балканот. Значи, Отворен Балкан, тоа би дошло не замена, туку решение. Додека, во заграда, ако станеме членка на Европската Унија. Добар ден за новиот гледач во Црвена линија. Добар ден. Уво ми се свиѓаше оно прво на врвот што ти беше пишано тоа Ајде, кој? Инстаграм, што беше таму пишано. Ова е на Фейсбук, сме сега за сега. На Фейсбук беше, али уво го пишал човекот, го срочил на место, знае што пишуваше, не треба да се повтараме. Значи, тоа е баш оно моето размислување околу Отворен Балкан. Па зашто онда мора Србија да го признае Косово? Зашто ние моравме да менјаме име, идентитет, јазик, све и свашта? Па нели збореа дека ќе влезете во Европска Унија, направите ги тие отстапки, те на нас, те на Србија. За Албанија веќе тоа е галениче. Има приоритет пред сите.
и секогаш може она да си влезе во Европска унија и све. Што мора да правиме Отворен Балкан? Отворен Балкан контролиран од овие истиве што до сега не возеа како волови у ЗЛК. Таков Отворен Балкан ќе биде. Можност за транспорт на сомнителна роба, да речеме како дрога, оружје, органи. Ти знаеш што значи на територија на 3 држави да се тој транспорт одвива без проблем, без граници, без ништо. Они вака го шверцуваат, прават што сакаат, а уште па на отворени граници. Плюс ќе направат мафијашите. Како Отворен Балкан, какви бакрачи. Благодарам за вклучувањето во црвена линија. Напомена, внимавајте на тајмерот, 90 секунди е за секое излагање. Одиме со уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Секое добро, црвена линија. Благодарам. Под Отворен Балкан се подразбира соработка на ниво на комшии. Значи, брз проток на стока, луѓе и идеи, транспорт да се одвива непречено, како што се одвива на западот во некои земји, кај што ода само со лична карта, не му отвора багажник, не му гледа ништо. Тука поминувањето на границата е бргу и тоа е благодет за жителите на тие земји кои го имат тоа. Меѓутоа, одека кај нас се работи сега, моментално се договарат, ако дојдеме во зимава, не дај Боже да немаме енергија или други ресурси кои ќе бидат потребни, да може да си помагаат едни на други, што е многу корисно за сите овие што се во регионот на Балканот, во ситуација кога ќе немаме нешто да можеме да побараме од комшиите. Тоа е за поздрав и поздравувам. Нека продолжат и понатаму да го направат животот полесен и поубав за населението. Според вас, дали Отворен Балкан може да биде замена за Европската унија? Да или не? Отворен Балкан не може да биде замена за Европската унија, меѓутоа Отворен Балкан е, како што реков, да можат соседите да комуницираат што побрзо и полесно, да им биде подобро на жителите. Тоа е Отворен Балкан. Благодарам што овозможивте, нели, сите оние кои што ја следат црвена линија да го слушнат вашето размислување. Нови 90 секунди за нов гледач. Добар ден. Добар ден. И јас и вас би ве замолила, ако може малку погласно, подобро да се слушнеме, и добре ни дојдовте во црвена линија. Добар ден, добро ве најдов. Поздрав до вас, поздрав до емисијата. Голем поздрав и до вас. Поздрав до граѓаните на Македонија. Значи, идејата Отворен Балкан, според моје размислување, е одлична. Значи, тоа е Европска унија во мало, али не може во никој случај да ја замени членството во Европска унија. Така. Затоа што трите држави, отприлика околу вкупен број на жители, имаат околу 10 милиони, а во Европска унија тоа е 50 пати повеќе или 500 милиони жители. Така да, моето размислување е тоа, али Европската унија, значи, е нешто незаменливо за нас, затоа што тука членуваат најразвиените земји во светот, кои што исто така имаат најголема култура, традиција и така натака. Верувам дека тоа би било се, или може би бидејќи се уште имате време? Па, тоа би било се. Тоа би било се, но секако не напуштете, останете да не гледате докрај, бидејќи ве се зголемува бројот на оние кои што се јавуваат, а тоа значи дека и ве можете да развиете и да кажете став можеби поразличен од оној што досега го слушнавме. Како и да е, на 023076677 го одвојувам времето да... Добро, ајде, во меѓувреме ќе се префрлиме онаму каде што се коментираше. А секако тоа и Твитер заедницата, па еве што издвоивме. Еме вака ќе... Ова е твит на официјалниот профил на влада на Република Северна Македонија. Министерот Бочварски истакна дека концептот на Отворен Балкан дава успешни резултати. Тоа подразбира забрзане протокот на стока и патници.
на граничниот пребин Табановце, посебно за товарниот транспорт, каде се воведени и зелени ленти за брз проток на стока. И вие можете, ако редовно и често патувате и во црвена линија, да ни откриете колку сте задоволни од отвореноста или тоа како функционира протокот. Со оглед на тоа, можеби сте и во бизнес некаква релација и можеби работите со овие пазари, дали на Албанија или пак на Србија. А еве, пази Леđа вели, како да ви кажам дека Отворен Балкан не се прави за реални кандидати за Европска Унија. Во заграда, кај што више нема граници. А да вас не растужим или во превод да не ве растажам. На 0230766777 веќе е време да вклучам нов гледач. Добар ден. Добар ден. И мислам дека добро се слушаме, па еве... Поздрав од Кавадарци. Голем поздрав и до Кавадарци. Жешко ли е многу во Кавадарци? Жешко е, после Гевгелија и Кавадарци по жестината на Жешка. Ма таа ќе издржиме колку. Ќе издржиме. А за Отворен Балкан што ќе кажеш? Видите, Отворен Балкан не е замена за Европска Унија. Отворен Балкан помага што побрзо да се развиеме, да ги доближиме оние европски стандарди и да можеме побрзо да влеземе во Европска Унија. Сега се трите држави, Србија, Албанија, Македонија, јас се надевам дека Црна Гора и Босна многу брзо ќе се приклучат тие. Едни со други да имаме соработка, нашите компании и нивните компании со заеднички сили да настапуваме заеднички пазар во онај силен европски пазар. Потоа ние македонците овдека посебно јас види целно квешијата да можеме полесно нашите земјоделски производи да ги пласираме на тој Отворен Балкан. Еве Црногорското приморје, Албанското приморје. Потребни се, минатата година бев од Црна Гора на одмор и текако имаше потреба од нашиот Босна сега што останава на лубеници да се скапува. И текако има потреба од нашето асфалтско гројде сега што се бери во тиквешијата. Само треба да имаме слободен проток, да го натовариме камионите, да можеме да ги однесеме и да продаваме или пак да ги даваме на топтан пазар, таму па тие да се продават. Ако тоа е придобивката тој Отворен Балкан, а не е пречката да влеземе во Европската Унија. Ние да своевремено по старите генерации знаеме како беше она бивша Југославија, како лет. Благодарам и вам за вклучувањето во Црвена линија. Ето ја слушавме како размислува нашиот гледач од Кавадарци. Значи има видување дека и како некои од гледачите сметаат дека Отворен Балкан е добра позиција и за нашата земја како можност за поголем пазар и можност за плазман на она се што поседуваме. Меѓу другото ќе ве потсетам да не заборавите најнапред да кликнете на telma.com.mk и се разбира да се информирате најбрзо и најдобро од сите. Така да еве на Твитер исто имаме профил телевизија Телма, па ето официјално го издвоивме ова како нешто за кое што денеска изборуваме со вас, а тоа дека во Тирана денес и утре ќе има владина делегација во работната посета. Она што е најважно, еве сега исто така во меѓувреме додека ве очекуваме, бидејќи еве сакам во Црвена линија со вас нормално да продискутираме и на тоа колку гледате и неопходност, дали можеби некој од вас како луѓе кои што еве имате своја можеби компанија или можеби ви треба пласман или веќе соработувате, извозувате во овие две земји како што се Србија и Албанија, дали гледате дека можеби работите се многу подобри кога сме заедно или можеби еве некои од гледачите сметаат дека Отворен Балкан всушност нема потреба од такво нешто. Секако во Црвена линија има потреба од тоа да слушнеме нели телефонски на 0230766777. Во меѓувреме додека го вртите бројот, јас ќе потсетам дека иницијативата Отворен Балкан всушност произлегува од Берлинскиот процес и на својот почеток беше именувана како напредна регионална иницијатива за соработка или уште наречена мини Шенген зона. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот, на ТВ приемникот. Добар ден. Одлично. Повелете. Намален ми. Да, ве слушаме, ама јас се слушам таму од телевизорот, затоа ви велам. Сега вака. Отворен Балкан
Тебе сите тие држави да воиме во отворен Балкан. Добро. Тоа Србија е 10 милиона. Во времето на Чиро Григоров кажа тој конфедерација со Србија да правиме, тоа е Србија 10 милиона народ. А Босна 3,13, Македонија 2,15 и нас не ни требат бугаите. Со бугаите под ситно треба да ги прекинат преговорите и крај е. Само е перспективата на Македонија. Тоа е 15 милиона пазар. И сега вака ние имаме проблем со ова актуелната власт. Ова е што е министерот кажува, че давал државно земјиште на земјоделците. Да го прашам ја, тој нема појма од земјоделие. Дали знае он, оти сета земја е 70% останата необработлива. Се стари луѓе работат. Е тоа до тоа да реже Македонија... еве, според вас, отворен Балкан може ли да биде замена за Европската унија? Може да биде и тоа подхитно треба да дојде со Србија, отворен Балкан. Ова е порака од Калвановци. Дали знаете, госпоđо, и ви кажувам да отворите теми за економијата и земјоделието. Благодарам, цениме што се вклучивте. Си како Црвена линија секој ден има актуелни теми, така да зборувавме и за земјоделието, секако зборуваме многу и за економијата, па на некој начин и денес е економска темата со оглед на тоа што говориме за работните групи кои што се во Тирана на Отворен Балкан, а она за што зборуваат токму е она пред кој што се наоѓаме како земја, а тоа е предизвикот да недостаток на храна, меѓу другото се најавуваат и кризи на струја, како и за ризиците од пожари со кои што се соочуваат земјите ова лето. Добар ден за новиот гледач. Ало, добар ден. Многу слабо ве слушам, се надевам дека ќе може малку погласно. Апсолутно да, дали не слушате? Да, одлично ве слушам. Па еве, кој вашиот став Отворен Балкан може ли да биде замена за Европската унија? Апсолутно. Видете, во моментов ваша гледачка, односно јас сум специјалист по меѓународна економија, која што на жал или среќа живее надвор од Македонија, па може да ги согледа разликите помеѓу производството и пласманот во Македонија и производството и пласманот во Европа. Поглед на тоа дека живеам во европска земја. Значи, разликата која што на Македонија недостатува е добро структурирано и насочено производство и пласман. Тоа многу лесно може да се поддржи со унифицирана работа на сите институции во Република Македонија. Значи, започнувајќи од селските задруги до производните капацитети, до оние агенции за земјоделски поддршки, до владата. Со оглед на тоа дека претходно, пред да живеам во Европа, работев и дел од политиката која што беше поврзана со економијата во Македонија, морам да кажам дека промената на властите од една власт во друга власт во Македонија, всушност само ја уназадува сликата за слободен економски пристап на стоките на надворешниот пазар. Со оглед на тоа дека живеам во странство, можам да кажам дека во странство недостасува македонското производство, а репликите се многу добро платени. Она што на Македонија и недостасува е да се направат проекти од географска заштита на производството кое што е автохтоно на Република Македонија. Благодарам што одвоивте време, благодарам и што не следите и еве слушавме видување кое што е еве искуство на гледачка која што и живее надвор од нашата земја, па еве како таа го коментираше, односно како гледа на тоа Македонија, односно Северна Македонија да се најде во друштвото на земјите од Отворен Балкан. Да видиме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден, Македонија. Добар ден и вам. Се надевам дека сте добро. Амин, слава на Бога. Мислам дека наша Македонија овие години има отворени граници да се работка дури безцаринска зона со многу држави околу нас. Тука поготово на Балкан. И не е нешто ова ново плюс што би се случило, но мене друго ме плаши. Србите се свесен народ, во најголем процент, албанци исто, па и другите тука околу нас.
сите околу нас си трошат своја роба, своји производи. Ние како македонци, децении наназад, со власти кои биле антимакедонски предавнички, наметнувале синдром на самоуништување, самонегирање. Обично, ние своите производи сами ги уништуваме, не ги купуваме. Од тука само че имаме увоз на роба, албанска, српска, туѓа роба, која ќе се троши во Македонија, а македонска роба не можеме да ја извезуваме, пошто во Србија или Албанија се купуваат пред се своји производи. Од тука треба да ни проработи свеста во Македонија. Ако сакаме да имаме повисоки плати, повеќе вработувања, подобро здравство, школство, пензиски фонд повисок, треба да трошиме македонски производи. Не ни е спас отворен Балкан. Оти, еве, граф увезуваме, орис увезуваме, шеќер увезуваме, масло увезуваме, се увезуваме, а можеме да имаме наши како македонски производи. Тоа е од немање свест, купување туѓа роба, туѓа музика слушам. Благодарам и вам, останете со црвена линија. Одиме со нов гледач во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Ова е убава работа Отворен Балкан, меѓутоа мене не ми е јасно Албанија внели, ете во Европска Унија доби датум за преговори. И сега која е опцијата и во Европска Унија и Отворен Балкан? Која е поентата и што е поентата? Овдека е малку контрадикторно, не знам, бар за мене. Така да ова за некого е убаво, да речеме отворен. Меѓутоа ние сме, како да кажам, ние сме луѓе малце друг тип, не сме како овие другиве земји, ние знаеме тоа многу убаво да го злоупотребиме. Кај нас и сега се злоупотребува, а на не збориме кога ти проаѓаш без никаква контрола и што све можеш да направиш и да пренесеш и да однесеш и да донесеш. Не зборам лично ја за Македонија, зборам уопште за целиот круг на Отворен Балкан, од целиот народ, не лично како македонци. Значи, овдека од една страна е многу убаво, од друга страна е малку, не знам како да кажам, ризично. Така да може и овдека сега ќе се отворат многу профитери. Тука ќе има више луѓе со многу голема заработувачка, нови профитери, затоа што како сакат и што сакат ке прават. Едноставно ти немаш никаква контрола на ништо, може све да пренесе од тука или да донесе од таму, па да си тури тука цена, као што си стават цени како што сакаат. Нигде Министерство за економија го нема со тие нивни маржи. 90 секунди е времето, внимавајте на тајмерот за да не биде дека ве исклучуваме и сега го благодарам и вам за вклучувањето. Нема да оставиме гледачот да чека, ќе го вклучиме веднаш. Добар ден, црвена линија. Ало? Добар ден, вие сте во црвена линија. Ало, на линија сум? Да. Повелете, како коментирате ево Отворен Балкан и дали всушност може да биде замена за Европската Унија? Ќе ви кажам сега, јас често пати патувам за Белград и назад. Така? И кога се дојдеме на царина тамо, значи, на прелазот на Македонија, Србија, тоа брзо иде со лична карта или со пасош. А тоа е многу интересантна работа што нашата барака одма е Кавшија и Србија. Значи, толку ефикасно, толку брзо иде, тоа е неверојатно. Сега би се префрлил на за Балкан, да. А јас го пратам фудбалот многу одавно и така имаше на таа Југославија кога беше, значи Словенија, Хрватска, Босна, Херцеговина, Македонија, Србија и Покраина. Значи имаше многу добри клубови кои се такмичеа во првата и втората лига. Например, Партизан, Звезда, Олимпија, Велеш, Мостар, Борат, Бања Лука, што е на Вардарос, Хокје и други, многу други клубови. Јас не знам, ја по моje би дал една како да ви кажам, не да делегуjem, него ако е можно. Времето истече. Благодарам за вклучувањето во црвена линија и сега го ќе повторам по кој знае кој пат, но морам, внимавајте на тајмерот. Но пред да вклучиме гледач, сакам да одиме и на Facebook црвена линија, тоа е нашиот профил,
Секако заследете и ќе прочитам еден коментар на Томислав Крстик, кој што вели: за жал, Open Балкан или Отворен Балкан останува единствена алтернатива. Уште да се приклучат Црна Гора и Босна и Херцеговина. Европската Унија останува само сон за наредните 10-15 години. Има доволно природни ресурси да се преживее преоден период. Тоа е и мислењето на Томислав Крстик на Facebook. Продолжете да не следите и коментирате. Вклучуваме нов гледач. Добар ден. Добар ден, црвена линија. И дали се слушаме, вие сте во црвена линија. Црвена линија, добар ден. Добар ден, добар ден. Секој добро, конечно се конектиравме, се слушаме добро, па еве, вашиот коментар за Отворен Балкан, имате ли еве искуство од оваа иницијатива? Ја би дал своје размислување. Како идеја не е лошо, тоа е добро и е потребно. Но треба да се водиме сметка дека Отворениот Балкан бара, мислим од нас, и квалитет. За да имаме ние квалитет на производите, треба да направиме преструктурирање на стопанството. За да извршиме преструктурирањето, треба да бидеме спремни да извршиме реформи. Затоа што тоа е број 1. Број 2, ние бевме порано во југословенскиот пазар, каде што секоја република од бившите југословенски простори беше зависна една од друга. И сега е потребно на идните состаноци да не се дуплираат некои капацитети, затоа што ние ќе видиме во подредена улога. Значи, мораме да водиме сметка на тој Отворен Балкан, мора да покажеме квалитет, квалитетно производство, затоа што ќе бидеме под будно око на Европската заедница, зашто ние сме сега ставени како второлигаши, како втора лига да сме, и треба да водиме сметка. Иначе, како идеја не е лошо, мора да почнеме. А може ли да биде замена за Европската Унија? Па не е замена, ова не е замена, меѓутоа ќе ни треба нас помош од Европската заедница. Така, благодарам. Ценим тоа што се вклучивте во црвена линија. Продолжете да не гледате. Јас во меѓувреме телефонот звони, еве, јас нема да должам премногу, ќе го одвам времето за вас. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Ало, добар ден. Ако може само малку погласно и драго ни еве што се вклучувате, па кој е вашиот коментар за Отворен Балкан? Ало, се слушаме? Да, ве слушам подобро, повелете. Преска слушав претходно некој... Ало? Да, продолжете. Да. Претходно ден слушав тука нема наши производачи. Јас пред 2 години во Албанија идев и за Црна Гора идев преку Албанија, значи наши производи имаше и на Скопска пивара, и на Витаминка, и све производи имаше. Значи уште не е овој Отворен Балкан, пак си има тие соработки, само што ама ние нашиот многу свој патриотизам, нешто правиме муабет што не е дека на место. Друга е економска трговија, мислам трговија, тие си има секоја соработка. И сега не може на големо ниво, например, да има. Сега ние се знае кој е производство во Македонија. Дали за прехранбени производи, дали за зеленчуци, мислам општо што е прехранбена Канада. Зеленчук, овошје, ние за нас не може да постигнеме не да извезуваме. Значи, јас сум, кажам, 5-6 години више уназад и Црна Гора, ни за Албанија сме туне Косово. Косово, значи, одмар ќе им помниш наша граница, Скопско пиво, сокови, од пивара, од тие има седека. А дека гледам што одмар сега се контрат. Зошто да се соработи иницијативата уво да помниш повру граници, ние сме живеле понапред, мислам, Југославија, помладиве не знаат. Ама ме криво што стариве што зборат нешто контра. А смитате ли дека Отворен Балкан може да биде замена за Европската Унија? Па добро се, замена тоа е во ред, него пак ќе бидеме. Они не знам нешто. Така. Ако е тоа се, благодарам и вам за вклучувањето во црвена линија. Време е да ве одмориме малку со реклами.
По рекламите време да ги сообщиме и резултатите од нашата Инстаграм анкета. Како гласа Инстаграмџи, ќе видите сега. На прашањето може ли отворен Балкан да биде замена за Европската Унија, со да одговорија 43%, а со не одговорија 57%. Еве, нека биде ова причина плюс да ве потсетам да не заследите на Инстаграм, секако на Фейсбук, Црвена линија и Твитер, а ние утре се гледаме во истото време. Не заборавајте да уживате во програмата на телевизија Тилма и внимавајте и следете ги препораките за топлото време. Довидување од мене.